веднаш по несреќата, по трагедијата, се пријавија и се понудија за помош повеќе земји кои што имаат искуство со вакви несреќи, и меѓу првите пристигна тим од Израел кој што ја понуди и ја даде на лице место својата експертиза. Во исто време имавме и тим од војно-медицински стручњаци од Чешка, кои што заедно тимовите од Чешка и од Израел работеа со нашите колеги, нашите стручњаци, односно нашите медицински лица кои што ги третираа пациентите. Од нив добиваа совети и искуства за начинот на третман. И тоа начинот на третман во овој почетен период, значи поакутното настанување на повредите и на несреќата, но со нив правевме и план за понатамошниот третман, односно за понатамошното следење на овие пациенти, бидејќи станува збор за една долготрајна битка, која што нема да заврши така кратко. Станува збор за пациенти на кои што им е потребна рехабилитација од повеќе аспекти. Потребна им е како рехабилитација на телесните повреди кои што се настанати од пожарот, односно од изгорениците, така и рехабилитација од целиот оној стрес кој што го имаат доживеано во овие услови. Имајќи во предвид дека имаме пациенти кои што се третираат во центри во светот каде што им се направена трансплантација на кожа. Последни податоци се дека имаме пациент кој што му е направена трансплантација и на лице. Значи, целиот овој третман и план за третман ќе биде долгорочен. Овој долгорочен третман ќе опфати како медицинска, физикална рехабилитација, бидејќи пациентите им е потребно враќање на функционалноста, односно мобилноста на телото и на организмот, така ќе опфати и рехабилитација, односно третман на изгорениците, оние повреди кои што ги имаат на кожата, но и психолошка рехабилитација која што ќе им биде неопходна како на повредените, така и на семејствата. Сето ова не може да се испланира и да се предвиди веднаш, но може да се испланира и да се предвиди овие процедури, овие постапки кои што ќе ни бидат потребни. Така да во идниот период работиме, односно подготвуваме тимови од физикална медицина, тимови од психологија, психијатрија кои што треба да работат со пациентите, тимови од пластична хирургија, односно хирурзи кои што ќе треба да ги следат и понатаму оние повреди кои што ги имаат, и секако сите оние тимови од мултидисциплинарен пристап кои што ќе им бидат потребни на овие пациенти. Најглавен приоритет на сите ние да се бориме за животот за секој еден повреден, заради тоа што тоа ни беше практично и звезда водилка уште од настанувањето на трагедијата, која што вака прилично влијаеше не само на околината, туку и на нас, здравствените работници, имајќи во предвид дека со ваква трагедија не сме се соочиле со оволкава бројка на повредени кои што се јавуваат одеднаш, кои што се млади, кои што се блиски меѓу себе и кои што потребно е во кратко време да бидат триажирани и соодветно третирани.